денешен протестен марш, за да го изразиме нашиот револт, нашето несогласување, нашето негирање на сета онаа политика што оваа ненародна и криминална влада, предводена од аболиран политичар, и ја прави на собствената земја. Добро вечер од срце на сите вас и добро вечер на сите оние кои што одлучија вечерва да се одважат и да ни се придружат овде пред платото на владата на Република Македонија. Добро вечер за вас, храбри браке и сестри, сопатници во овој пат на уривање на оваа хунта наречена СДСМ. Пред повеќе од 6 месеци, точно дека на платото пред владата на Република Македонија на 2 јуни ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата за подобра Македонија излезе масовно излезе да му каже на Зоран Заев немој да го правиш, Зоране, тоа што си го наумил. Покажавме дека сме живи, покажавме дека не има и покажавме дека повторно ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата за подобра Македонија ќе бидат победничката политичка сила во Република Македонија. Пред 6 месеци, пред повеќе од 6 месеци, да бидам попрецизен, Стоев и Велев, не ми верувајте мене ако се двоумите, ако имате било каква резерва во тоа што ви го говорам. Можам да ве разберам и можам да ве оправдам. Поминале, продефилирале многу лажговци овдека пред вас. Многу лажговци кажувале како Зоран Заев и ветувале брда и долина. Но верувајте си на самите себе и верувајте на тоа што го гледате. А тоа што го гледате тогаш беше црнило во почеток, а денеска е црнило во кулминација. Саде е црнила ширум Република Македонија. И ќе ми речат и ќе ме прашат, зошто токму одбравте црнила? Па зарем сему овие црнила што ни се случуваат и темнина, има нешто со што можеме да се пофалиме и да речеме дека оваа ненародна влада на СДСМ со криминални гени, предводено од аболиран политичар, може нешто да направи за нашата татковина. Дозволете ми на самиот почеток уште еднашка да ги поздравам сите оние кои што од разноразни причини, од притисоци на своите работни места, од закани и уцени на предпоставените номинирани од овие горе што не снимаат шпиунски од овие прозор од нама. Снимајте, ама еден ден ќе платите за тоа што снимате. Да ги поздравам затоа што знам дека и нивните срца се овде долу со нас, дека и тие се со нас и не следат и не поддржуваат. Стотици илјади граѓани ширум Македонија во овие декемвриски денови, без разлика дали се овде пред платото на владата на Република Македонија или ширум другите плоштади, улици, булевари, по куќите, по домовите, по сокаците и малата. Знам дека ни ја даваат поддршката и дека не има многу и ќе не има уште повеќе, село дека не им го видиме пилот како заминуваат од таму оние шпиуни кои што снимаат сега одозгоре. Ја посипаа земјата со црнила, а народот
Голкова со омраза, со љубомора, завист. Тоа е она на кое што тие се подготвени. Наместо да владеат со проекти, со реформи, владеат со страф и притисоци. Не смееме тоа да им го дозволиме. Овој народ тоа не го дозволува. И овој народ и овде и на секаде во Македонија ќе му каже едно големо не на Зоран Заев и СДСМ. Ветува живот, драги сопатници, браќа и сестри. Ветува живот дека ќе донесат во Република Македонија. А донесоа црнила, донесоа чемер и јад во домовите на нашите сограѓани. Ништо не се мрда. Камен на камен не оставија. Национално не омаловажија. Ни го уништија достоинството. Го убија македонецот во македонецот. Но нема да се предадеме. Затоа што македонецот на македонецот е македонец. Бил, со векови ќе остане. Колку и да пишете, колку и да бришете, колку и да снимате, од таа вистина нема бегање и нема да ви дозволиме да избегате. Христијан! 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 Зошто црнила? Ке почнам од оние кои што овие денови се најактуелни, а тоа се докторите. Зошто токму докторите? Им ветуваа, сетете се, 100.000 денари просечна плата. Од 100.000 денари нема ништо. Уште една голема лага на овие нечестити политичари. Потоа им ветуваа линеарно покачување на платите и добија символични 5%. Но веднаш овој човек кој што себе си треба да се нарече градски татко, потрча да и тие 5% им ги скрати, па им го зголеми паркингот за нивните работни места во клиничкиот центар, за да си ги вратат парите што им ги дадоа. Па вакава лажење нема никаде. Ваков на Михаузен нема. И ветува на матичните лекари, и ветува на стоматолозите зголемена капитација двојна од таа што ја има. Нити зголемена капитација, нити нешто кое што претходно го ветува. Напротив, и тоа што го имаа на времето, и тоа им го зема. Затоа едно големо уа и за таа лага. Македонија напуштаат Македонија. Затоа што се чувствуваат излажани, изманипулирани, затоа што им ветуваа младинска гаранција, и ветуваа студентски град, и ветуваа перспектива и фер шанса за сите. Не само што не добија, туку нема ни надежда да се добие, бидејќи они се зафатени со промена на името и промена на идентитетот. Нема време за младите. Денеска го слушам, само да се завршало ова и веќе во јули ќе ни тргнело. Не сега од јануари, од јули ќе ни тргнело. Па ги искара бизнисмените им рече, вие треба да идете напред. Како напред? Европа била таа која што ќе не научила. Не бре, ние треба да се европеизираме, за да Европа нас ни подаде рака. Со криминалци во влада, со криминалци во јавните предпријатија и министерствата, кои што вие ги именувавте, нема Европа. Европа бара честити луѓе, искрени луѓе, вредни луѓе, луѓе што работат, а не луѓе кои што на својата нација и викаат дека е искомплексирана нација, дека е нација без своје ја. Нема такава Европа. Во Европа мора да сме честити, вредни и честни, што е најважно. Сето она што не сте вие, СДСМ и Зоран Заев. Изминатиот период оствари многу средби со бизнисмени.
Посетихме неколку стопански комори, разговаравме за реалните проблеми на бизнисмените, на економските оператори, на реалниот сектор. Единствен и заеднички именител е дека никогаш не било потешко и едва и мака мачат од први до први да скрпат. Црнила донесоа и во економијата, им ги зголемија даноците, па сега лажат преку оној малечок министер за финансии дека ова било робинхудовски пристап, ке земеле од богатите, од тие што имаат, па ке дале на сиромашните. А притоа не кажуваат дека ќе ги оданочат земјоделците, дека не само што ќе ги оданочат, туку и сето она кое што го имаат дома до сега и тоа ќе им го земат. Зарем такви луѓе заслужуваат довербата на граѓаните? Сем црнила, порази и уништување, ништо друго не ни донесоа во Република Македонија, откако се 1,5 година влада, а претходно учествува повеќе од 1 година во техничката влада. Верската припадност, да ни се придружите и да застанете рамо до рамо со нас, што побрзо заминат, толку побрзо ќе и се раздели на Македонија и ќе изгре зора. Христијан! 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 Ке речат, реформи правеле во судството. 112-та земја, според Транспарентност Интернационал, 112-та земја сме на ранг листата. Танзанија и Етиопија се пред нас. Ке речат во Европа не носеле. Не Европа, Африка ја донесува во Македонија. Африка ја донесува во Македонија. Ете тоа направија од Европска Македонија. Афричка Македонија според степенот на корупција која што владе во моментот во Република Македонија. Долу предавниците! Пензионерите. Еве тука ме коригираше некој, виели за пензионерите. Ветуваа зголемени пензии. Ветуваа 5% и секоја година ќе ги зголемуваат. И тие што ги даваат, не ги даваат оноку колку што треба. Црнила и за пензионерите, па сега им сметале луѓето, сакале и работниот век да го продолжат. Што помалку време да имаат во своите најубави години од животот. И тоа нема да го дозволиме. Првата седница на новата влада, која ќе ја формира ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата за подобра Македонија, ВМРО-ДПМНЕ и таа влада ќе ги укине и даноците и ќе ги зголеми пензиите. Што прават? Прават фингирана дебата за уставните измени. Не го почитуваа, не ја почитуваа волјата на граѓаните јасно изразена на референдум. Не ја почитуваа таа волја и одлучија по насилен пат да фингираат дебата ширум градовите во Република Македонија, па да поканат граѓани во Република Македонија со времен престој, со поинаква боја на кожата. Да им аплаудираат дека тоа што го прават е добро за Македонија и за македонците. Нема кој да им каже не, затоа што канат експерти кои што му аплаудираат и кои што го тапкаат по рамото. Од тоа, Зоране Заев, немаш фајда нити ти, нити граѓаните на Република Македонија. Тоа е лажно тапкање, ја губиме државата. Македонија ни оди во неповрат. Народот си оди, бизнисот е разочаран. Црнила и темнина по улиците и сокаците. Не може вака, доста ги слушаш тие што те тапкаат, те лажат, ќе изгубиме државата и нема последен кој да не оправи. Затоа престани, доста е, овој народ тоа едногласно ти го кажува. Доста е,